Восхит измешан со болка. Такво чувство ве обзема кога ќе одлучите да ја расплетете приказната за надалеку прочуениот охридски чинар. Велат дрво на вечноста. Слушајќи ги далечните легенди и преданија поврзани со него, но и сведоштвата на повозрасните охриѓани, човек добива моќ да се нурне низ минатото на Охрид, за миг да се врати назад во времето и да ги потврди своите длабоки корени. Метаморфози, падови, еволуции. Таков е животот на долговечното дрво, исто како и човекот, само што човечкото битие ќе викне, ќе офне, ќе заплаче. Да умее да зборува, кој знае какви случки, настани и личности ќе изнакаже срцевината на ова дрво. Преданијата велат го засадил Свети Климент Охридски во првата половина на 9 век. Од секогаш чинарот и плоштадот околу него се најпосетените места во Охрид. Тука заборавате на осаменоста, чекорите во животот и продолжувате да го делите секојдневието со сожителите турци, албанци, роми и египќани. И порано минувале и застанувале разни луѓе: аги, бегови, богати безделници, моми, носачи, градски луѓе, но и такви кои доаѓале од околните села во градот. Највиталниот дел од Охрид тоа представувал чинарот, витален старец, како што го нарекува доктор Никола Бошале. Во своето дело Охридски Флоридус доктор Бошале ке запише: целиот живот како да почнувал од чинарот, па се чини дека тука се корењата на сите заплети, на сите драми и сите настани. На ова основа се јавува некоја филозофија која раскошно сака да сугерира некоја ориентална Флорида, како баран и пронајден ориентален поим. Од чинарот се разградувале 5 патишта што воделе кон 5 различни правци надвор од градот. Авторот на Охридски Флоридус, чинарот ке го квалификува како честно дрво и сведок на историјата. Чинарот во градската философија на Охрид останал како символ за честно дрво кое се спротивставува на сите времиња и низ многу векови. Сепак, кога денес ја изучуваме таа историја и генеза, доаѓаме до сознание дека етиката се менувала низ вековите и дури внатре, во секој век, во секоја десетица од неговото траење. Она што било честно за едни времиња, било воедно и нечестно за некои други. Честа што ја символизирал чинарот и ја осмислувале луѓето што живееле или повелале во него. Така се видело повторно дека она што е честно за едни луѓе, било нечестно за други, иако биле заедно современици. Од тука чинарот станал екран на историското постоење и на социјалното живење на луѓето во едно милениумско време, пишува доктор Никола Бошале.
Повозрасните охриѓани со восхит говореле и се уште зборуваат за охридскиот платан. Па да ви кажам одма моите почетоци, како дете, тинејџер, млад тинејџер да речем, овде нашава фамилија од Кичеевци, има месара баш тука кај овај ресторанов. Тука. И ке одевне ке стрикоми Голаб Киче, тој се викаше. И го памтам многу во Чинарот. Тука имаше кафана исто на 2 спрата. Предварно турците тука пија кафе, чај и така. А дола, овде имаше и маса, ја паметам многу добро. Тоа атрактивно, така, ке служат двајца, тројца и то. Беше интересен. Како символ на Охрид, не како символ, веќе символ на Охрид е овој Чинаров. Преку 1100-200 години негде таму имат. Неколкувековниот охридски старец длабоко е врежан и во меморијата на академскиот сликар Славко Упевче, чија родна куќа и ателје се наоѓаат на само 100 метри од Чинерот во Охридската чаршија. Ќе ве навратам многу наназад деновите кога бевте дете, кога го живеевте безгрижното детство, што најчесто игравте, како се дружевте, каде комунициравте, дали Чинерот и тогаш беше централно место? Нормално Чинерот беше централно место. Игравме криенка во стеблото на его заради дека Чинерот може од сите страни можеше да се низ него да се помени. Значи, бевме фрапирани од неговата грандиозност. И навистина многу детски игри сме поминали околу Чинерот. Криенка, например, навечер. Сега кога поминувате покрај ова дрво? Сега ми е жал за Чинерот, она што го вика и мојот војко Никола Башар, жал му беше за Чинерот кога падна во ноќта меѓу 15 и 16 ноември 1981 година. Вие сте еден вид хроничар на Охридскиот Чинер, го сликате, значи, и како жител на Охрид во овој дел кој што гравитира во Охридската чаршија? Така, мојата куќа е на околу 100 метра од Чинерот, така да сакал нејкел секој ден минуваш покрај него, а Чинерот е стожер на Охрид, еден центар што ги поврзува сите охриѓани. Така да целото овој свој животен век сум го како дете и како млад и како возрасен сум бил во непосредна комуникација со Чинерот. Го имате сликано Чинерот како убаво, прекрасно дрво на времето кое што навистина го красеше градов и сега, еве, после неколку откинувања на гранките како едно дрво кое што навистина плаче за помош. Видите, кога си мал, то дрво е грандиозно. Јас како ученик во основно училиште, мислам дека бев фрапиран од неговата големина и заради тоа што навистина беше представуваше нешто огромно од сите други дрва. А со тек на време веќе полека неговата големина се намалуваше и сега за жал веќе е во она состојба во која што е денес.
Мозаикот наречен чинар не бил секогаш ист. Добивал и поинакви бои и форми, исто како што се менувало и времето. Понекогаш времето знае да ги покаже своите заби од кои дрвото останува унакажано. Снегот што заврна ноќта помеѓу 15 и 16 ноември 1981 година беше кобен и за природниот споменик Охридскиот чинар. Белината не секогаш го символизира спокојството, чистината и убавото. Тој ноември снегот откина голема гранка од чинарот. И се сега многу во 81 година бевме ние Грашница, утакмица имаше и закарми нешко топ, тешко. Гранката ова што беше овде, вамо беше дотајно, празна беше, негде пресник беше 1,20 м негде од прилика, ко топ, 7-18 метра долга, таа се скрши. Јас имав и слика, покојни Џого ме слика Весна, фото Весна, се стеквене, тоа беше така атрактивно, кој за деца. Бевте сведок на откинувањето на Да, големата бевме. гранка, И на најголемата гранка од чинарот тогаш. Точно, фактички беше таа и најголемата и со жал, не само јас и сите присутни што беа стари охриѓани, тука беше центар собирајиште на луѓето, кај се најдеме ки чинарот и така. Уште еден налет на невремето, 7 август 2002 година. Овој пат предпладне и со минувачи под дрвото. Чинарот повторно офиткан во болка. Да, во 2002 соркина таа гранка. Потоа се вршеше некоја санација, ево се гледа тука. Не знам, екипи од кај беа, точно мислам од Полска. Министерство За животна средина. Можда тоа требаше многу порано да се види, али тоа е тоа. Времето се кажа своето. Академскиот сликар Славко Упевче дел од својот творички опус му го посвети токму на ова дрво споменик на културата. Неговата изложба посветена на чинарот ја организира Македонската академија на науките и уметностите во 2013 година. Таа содржеше 10 уметнички дела создавани во текот на 4 децении, а чинарот беше насликан во сите негови животни циклуси. Како што видовте, јас организирав самостојна изложба на тема Охридскиот чинар. Значи, тоа е еден редослед на слики кои сум ги работел од дете до сегашната возраст. Значи, како еден монумент, еден спомен, еден стожер на градот, сум го одбрал чинарот за ликовно да го обликувам, да го представам во сите најубави и во секако и во лоши моменти кога ги имал тие паѓања 81 година и 2002 година. Мислам дека она што го реков, чинарот како место кое е символ на градот треба малце по добар еден третман да има во иднина, да му се дај неговата грандиозност, неговата големина да дојде до израз.
Последното поголемо невреме во Охрид беше уште едно предупредување да се заштити дрвото од временските непогоди, но и од разните болести и штетници што го деградираат. Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија во соработка со општина Охрид во 2002 година го санираа чинарот, а дрвото тогаш се вброи помеѓу трите санирани платани во нашата земја, сите три прогласени за споменици на природата и заведени во Централниот регистар на природни реткости. За да се заштити надалеку прочуениот староохридски чинар во чаршијата, но и останатите стебла од овој вид платан во градот, општина Охрид во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија изработи елаборати за ревалоризација на чинарите во Охрид. И сега сме во завршна фаза, односно треба соодветна институција или соодветен експерт сето тоа да го провери, односно да го изработи. Ние како локална самоуправа само можеме да распишеме тендер и соодветна институција, велам, или соодветни експерти да се јават, да ги потврдат тие елаборати и потоа да се преземат соодветни мерки за вистинска заштита на сите чинари, не само на чинарот кој е најпознат, кој се наоѓа на плоштадот Крушевска република, туку и на сите овие стебла кои се наоѓаат на територијата на градот Охрид. Ние се надеваме дека до крајот на оваа година ќе биде распишан јавниот повик, односно тендерот, дури изработена тендерската документација, останува уште онај, да речем, технички дел на распишување на тендерот, прибирање на понуди и конечно завршување на целата оваа сага. Се надевам позитивно за дрвата чинари на територијата на општина Охрид, кои искрено сакаме да ги заштитиме.
многу ми недостига. Чинарот ми беше центар на животот во Охрид. То горостасно растение ми будеше и стравопочит, кој ќе поминев, ама и тука беше, како да речем, корзото беше, се знаеш, од корзо кој ќе речевме од Летница до Чинарон. Тука секој намерник доаѓаше да се слика, немаше турист кој не ќе дојдеше да се слика покрај Чинарот. Тука беше изворот на животот, не знам дали знаете, тука беа првите чешми и дури имаше еден надпис од 1827 година, го имаше напишано некој персиски поет и тој вака имаше напишано, сега ќе парафразирам, она што не му успеа на Александар Македонски, да ја пронајди водата на животот, односно на бесмртниот живот. Му успеа на Джелаледин, на Джелаледин бег, да им донесит од бистра и ладна вода од планината Летница на Охриѓани да го згасат, жетта да ја згасат. За Чинарот и доктор Бошеле во своите дела, нели еден свој извадок има посветено "Грев ми беше за Чинарот", споменувајќи ги невремињата кои што дополнително покрај штетниците го уништија ова. Ме зачудува фактот да речеме на времето луѓето биле помалу, да не речам школувани. Сега речиси во секое село имаме факултет, така? И секој ден слушаме се струшила црква, се урнала гранка, испаднале фреските, бараме средства, пари да ги зачуваме, а тие неуки, прости, да речем, од денешен поглед гледано вака, нам ни ги оставиле со 700 години, 1000 години, да сведочат за нашето минато. Ме зачудува таквата денешна не грижа, како сите некако се затворивме во кожурци, како да представува, сите си имаме дали своји гајлина и многу ми фали дружењето. Да ја почувствуваш анемичноста и немоќта на над 1000 годишниот платан, сведокот на нашето постоење, значи да ја гледаш смртта на природниот феномен. Таква е природата, умее да дава, но понекогаш знае да биде и многу сурова. Но 1000 пати да мине тркалото на несреќата покрај Чинарот, не му може ништо. Ке откине еден дел од него, една гранка, ама корените се длабоко распространети во охридската почва. Кој знае, може би се расширил до езерото.